Од пред известно време во новоформираната дива депонија во источниот дел на Тетово има дојденци бездомници кои таму живеат и екзистираат во мошне неповолни услови. На ова најранлива категорија дојденци од ромска националност, сите бездомници во Тетово, денес од невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ им беше доделена хуманитарна помош. Помошта беше дистрибуирана и предадена во нивното импровизирано живеалиште крај новоформираната дива депонија во непосредна близина на силосите на жито полок и прехрамбената индустрија во Тетово. Како што не изјавија тие, потекнуваат од Скопје, а во Тетово дошле како бездомници по корка леп, која ја обезбедуваат делумно од собирање и продажба на секундарни суровини кои ги пронаоѓаат и земаат од жариштата на нечистотија во депонијата. Веднаш кога дознавме за условите во кои живеат членовите од семејствата бездомници на оваа најранлива група на луѓе во Тетово, во рамките на нашите програмски активности, одлучивме да им донираме поголеми количества храна, облека, чевли, постелнина, хигиенски и други средства, се со цел да им помогнеме и да им го олесниме живеењето во ова, ако така може да се рече, импровизирано живеалиште крај депонијата на мешан смет, изјави извршниот директор на невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ Веле Богатиновски. Во насока на подавање на рака во овие тешки мигови, во тој контекст невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ по насока на своите зацртани активности денес реализира хуманитарна помош при што ги посети ромските семејства чии куќи изгорија во пожар пред неколку месеци. И во граници на своите финансиски можности донираше хуманитарна помош во храна, хигиенски средства, прехранбени средства, вода и други дополнителни помагала кои што им се неопходни за нормално одвивање на секојдневието. Апелираме до сите хумани граѓани, институции и фирми во знак на внимание, солидарност и помош да ја искажат својата хуманост и подадат рака на оваа ранлива категорија на луѓе. Овој најнов проект на споменатата хуманитарна невладина организација го реализираа нејзини активисти кои и покрај жешкото време лично придонесоа помошта навреме да им биде врачена на повеќечлените две ромски семејства бездомници. Нашето семејство се состои од 7 члена. Никој од нас не работи, немаме никаков имот, а наш дом и живеалиште е оваа депонија. Оваа денешна солидарна помош ни е добре дојдена за сите нас кои не има од најразлична возраст, а очекуваме и принова, ни изјави највозрастниот член од ова бездомно семејство кој од формирањето на депонијата живее во Тетово. Вастрик Куртишевски. Јас сум благодарна од вашата организација, од оваа хуманитарна ваша организација. Им благодарни сме многу што не посетивте, дојдовте да не видите и од помошта ваша. И благодаруваме на вашата организација МАЦ и сакам од сите други организации да може да добиеме пак некој помош средства од другите организации. Благодарам за оваа организација што сте донеле храна, алишта и за бебе, зашто че почекуваме некој да се породи сега и чакаме и од другите вака да дојдат да ни поможат, да ни дадат рака, за да имаме средства од другите организации вака да ни помагат. Ветеното го реализиравме за кус временски период и континуирано се вклучуваме во разни хуманитарни акции во Тетово и околината, а повремено во итни случаи и во странство. Во Старосело, во подножјето на Љуботен, хуманитарна помош му доделевме на семејството Апостоловски, кое има 12 деца, а се вклучивме и во хуманитарната акција за донирање помош за настраданите од поплавите во
Република Србија. Разновидни средства и производи дониравме и за раселените лица во Грачаница на Косово. Ни изјави Веле Богатиновски, кој беше иницијатор и реализатор и на хуманитарна помош неодамна доделена во Вратница. Престојат повеќе конкретни и нови активности околу доделување на хуманитарна помош на повеќе ранливи категории граѓани во Тетово и други населени места, изјави новиот координатор за понатамошна хуманитарна активност и цели Милјана Силјановска. Наскоро ќе и доделиме помош на тетовчанката Нина Диму, која живее во неподносливи услови, без санитарни услови, без струја и вода. Ќе имаме и хуманитарни активности околу доделување хуманитарна помош на најранливите категории граѓани во населбата Шуто Ризари во Скопје, како и во село Мирковци, вели координаторот Милјана Стојковска.